Почитувани, добар ден, ова е првото и ново издание во новата 2024 година. И како што бива ред, иако сме 2 јануари, уште еднаш ви посакувам најсрекна нова година. Под најсреќа се разбира, приоритет ќе му дадеме на здравјето, значи да ми бидете здрави, срекни и весели. Нека биде година која што ќе ви донесе многу радости, благодети и секако нешта по кое што ќе ја паметите. Секако и ова издание малку порелаксирано, би сакале еве да ни откриете како ги поминавте овие новогодишни прослави, каква новогодишна трпеза имавте и секако ќе зборуваме за подароци. Дали вие подарувавте, дали вам ви подарија и доколку подарувавте, што подаривте, што ви подарија и секако да не заборавиме. Што е оно што на самиот почеток на оваа 2024 година би сакале да им порачате на оние кои што не водат, а тоа се политичарите. Нема да заборавиме секако да побараме од вас да ни откриете и кои се вашите желби. Се разбира што на личен план очекувате од оваа нова 2024 година, како ви се чини и самата таа на самиот почеток и се разбира продолжуваме со желбите и секако подароци во форма на зборови кои што ќе дојдат од вас, секако за гледачите кои што не следат. Значи во празничен дух, релаксирано, со нетрпение очекуваме еве заедно низ едно црвено-линиско дружење да споделиме всушност како поминаа изминативе денови, кои што навистина создадоа, сакале или не, празнична атмосфера и многу еуфорија. Дали се испразни джебот до крај? Дали купувавте според вас и работи кои што можеби и не беа толку потребни? Дали сметате дека можеби и премногу се дава значење на новата година, како и да е, се ќе оставам на вас и секако зошто да не поразговараме заедно и да споделиме кој како си поминал и еве како му се чини, како ќе изгледа оваа нова 2024 година. Меѓу другото, оно што не се менува и во оваа нова година е секако нашата позиција на социјалните медиуми. Ке не пронајдете секако на Facebook, профилот ни е Црвена линија, објавена и денешната тема, што значи можете да ни откриете како поминавте, каков подарок добивте, што подаривте и што посакувате, а и секако што ќе им порачате на политичарите. Меѓу другото, истите овие прашања се поставени и на Твитер, меѓу другото и на профилот на Телма телевизија, каде што не има како Црвена линија. Но нешто што навистина ќе продолжи традиционално е секако Инстаграм анкетата. Неа можете да ја дознаете доколку прво и најважно не заследите на Инстаграм, а потоа веднаш кликнете на Инстаграм стори. Тука изгледаме вака. Ете сме. И тука имаме прашање до Инстаграмџи, добивте ли подарок за нова година? Имате две опции за одговор, да, не, во проценти резултатите ќе ви ги откријам таму некаде по рекламите. И со нетрпение очекувам да продолжиме во оваа година заедно со вас. Се разбира, до нас се доаѓа многу едноставно 023070005. И секако нема да заборавиме да ве подсетиме дека и во 2024 година тонот на телевизорот се намалува целосно веднаш од кога ќе ве вклучат во режија. Па ако сте подготвени вие, секако подготвена сум и јас. Добро вечер. Дали имаме гледач? Добро вечер. Ало, добро вечер. Срекна ви нова година. Од се срце ви посакувам многу здравје и среќа и берекет во новата година и вам и на вашите најблиски. Промени што и сучо да се промене, за да тргне ова. За да има демократија, да има животниот стандард да се подобре, цели да се заминат ова влада како ненародна влада со независно судство и да се осудат и парите ги донесат. Многу алчност се продават. Сето за задолжување одат у нини сметки, на нини джепови и гласат и поддршка и дават нова ненародна ова начи партарска влада, фашистичка влада. Ајде сега вака, дали може мене прв пат, бидејќи ве користиме шансата, Црвена линија е такво едно постпразнично издание, кажете ми вие лично како си поминавте, како ја дочекавте новата година? Поминавме како према своите можности.
Ветиши кажа да не користиме витамини. Биле луксузни храната била, луксузна. Са најсирома. Мнозинство граѓани поминаа 90% секако у сиромашка, у беда, речеме, незадоволни, нешироки, нема пари, нема трпези, значи скапија се увида, значи невидено нешто. Така и 90% А што ќе им граѓани. посакате еве и на сите оние кои што не гледаат во ова време? И посакувам се за да ова влада да ни дават поддршка и да се замине во историјата како прадавничка, како... Добро, благодарам многу за јавувањето. Ќе продолжиме сега кој со нетрпение очекувам малку да ми откриете и од она навистина личниот дел, како сте си поминале вие, дали бевте со најблиските и дали подаривте и добивте подароци. Добро вечер. Добро вечер. Дали може малку погласно, ве молам? Погласно? Да, подобро да ве слушам и пред се да ви честитам среќна нова година и да ви посакам многу здравје и многу берекет во новата. Исто и ја ви пожелувам вам. Господа ви даде здравје и вас и на фамилијата ваша. Благодарам бескрајно. Поздрав имаш од Роме Трајановски од Биџево. Голем поздрав и до сите во Кичево кои што не следат во моментот. Биџево село. Аха, добро. Струшко. Па како си поминавте, еве, каков е амбиентот таму, како се одбележа, се пречека новата година? Јас сум пензионер. Добро. Сега пензионерите немаат никакви права. Од ова влада. Не влада што е. Не влада, туку не влада. Овие не се политичари, бе само за крадење и за мамење. Ја бев учител, пејац, поет, сите работи. И глумец. Исто. Што ќе им порачате на политичарите еве во новата година? За новата година јас имам дарба за пеење. Си пеев. Ја имам глас баритон. Ја пеам од диафрагма. Дали имавте шанса еве да отпеете нешто за новата година? Не, ќе ви исвам песма. Може? Може, како не може, слушаме. Вака, моја песна. Ајде. Мајко моја Македонија, моја мила татковино, негде на светот нема помира. Оно што сигурно сакам да му се заблагодарам на гледачот еве што си го отвори срцето и секако и гласот и ни отпеа на сите нас и верувам дека од сега па натаму, од ден во ден, секој ден во новата година ќе ви биде распеан и со песна. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Добро вечер, среќна нова година и вам и пред се здравје, посакувам и многу радосни мигови кои што ќе одбележат во вашиот живот. Фала исто и на вашата телевизија. Големо благодарам. Вака сега. Парите се потрошија, тој што зеде. Владата излажи дека ќе дадат на 28-ми, де дадоја пенсија, сите банки, значи банките фактички унапред му дадоја, така да речем, нивните пари, а другите свиретме, што се вели. Меѓутоа, реков, се јавувам од Делчево, меѓутоа, за мене добра работа една, што јас се запослив оваа година. Многу ми е драго, ви честитам од се срце во име на целата редакција на Црвена линија. Не брзај толку, во Делчево се запослив, дрвосечач. Од сечење на дрва немам брска. Само ја сменав верата, се пишав албанец, па така добив работа. Многу му благодарам на премиерот Белешен, кој изнајде начин со Али Ахмети да ја албанизира Македонија. Разбирате сега. Да, кажете ми еве на лично поле што си посакувате, што им посакувате на гледачите? Се најубаво на гледачите. Се најубаво на гледачите. Тие не се криви, ние сме криви само што се седиме дома и чекаме. Но сега какви желби имате за нив? Не рековме дека некој е виновен, тоа е времето кога си посакуваме се најубаво.
Уредбе се најубаво кажа, ете, мене ми се оствари желбата, че се запослам дрвосечаш, само треба да се пиша фалбаре, толку. Добро, сега со оглед на тоа што ве изслушав и затоа ми рековте не брзете, верувам дека сарказмот ќе го има што помалку со оглед на тоа што ќе ви се исполнат на лично поле многу желби, а саркастичен беше гледачот со оглед на тоа што и веќе подсетиме дека имаше оглас за работа за во Шуми и тоа конкретно во Делчево. Благодарам секако за јавувањето. Ајде да слушнеме понатаму што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Ако сум на линија. И тоа на црвена линија и прво ќе ве поздравам вас, ќе ви посакам се најубаво, се разбира многу здравје, а преку вас ќе ги поздравам и гледачите од Охрид. Вие да сте ми живи и здрави заедно со техникото кој не пратат, мислам на камермани и така натака. Сите комплет ви испраќаме многу поздрави. Не може да имаме ни програма. Сега вака. Прво, значи, еуфоријата си помина и да ви кажем за жал, почнем да ни старее и оваа година. Веќе 2 дена поминаа. Значи, ако ме расваќате, значи, почна да старее и оваа година. Значи, утре ќе биде 3 дена и така ќе си како и ние со старееме и таа. Значи, годината помина, парите што ги немавме ги потрошивне, значи други пари ќе видиме денес утре, ако има на сметката ќе земе, ако никој... сега ја лично за себе ќе кажам, Охрид вриеше од народ, од гости и така натака, а јас си поминав многу убаво дома, во домашен амбиент сам. Затоа што моите деца, моите драги се надвор од оде, така да не можеа да бидат со мене, ни јас со нив да бидам. И така многу убаво ни беше, си зборува со телевизорот, јас тој пеел тамо, ја од другава страна, многу весело беше и така. Така да немам дали ве подаривте некому нешто и дали добивте подароци? Какви подароци? Подарок не добив од никого, затоа што немаше кој да ми понуди. Така да ни ја не можев никому да дадам подарок и се задоволивме со телевизиските програми и друго ништо. Благодарам, да сте ми живи, здрави, добро здравје, долг живот, до другото слушање. Сега го големо благодарам и еве со оглед на тоа што рековте дека ниту сте подариле, ниту сте добиле подароци, ви посакувам во новата година на вистина цела да ви биде исполнета со подароци од сите страни. Одиме понатаму. Добро вечер. Ајде, добар ден, добро вечер. Среќна нова година и се најубаво во новата. Овде еден дечко од Ѓорче Сити. Поздрав. Никола, како сте? Поздрав до вас, до вашата екипа, до сите слушатели и гледачи на сите телевизии. Благодарам многу и се најубаво ви посакуваме ние во новата. Благодарам. Нова година не придавам пажна. До прва еуфоријата доаѓа. Значи, овој празници не чекаат. Падник, Божи, Стара нова година, Василица, Водици. Според вас, еве, гледачот рече се трошат пари што се немаат. Како се трошат пари што се немаат? Ќе си распоредиме, јас многу не потврдив ова фамилија. Значи, за нова година не се растурат многу. Нова година ко нова година. Скрапај по каналите, ова пејачка на тој канал, тоа е на убаво си помена, фамилиарно, со децата, со сопругата. Што не очекува јануари? Јануари да поминат празниците не очекува уште полошо. Значи, песимиста ќе бидам. Значи, не чекаат лоши денови, лоши поднаводници. Зашто? Кога ќе почнат тие кампањите, први кампањи, кој ќе почне со лажење, еве најново, имам време да прочитам. Најново што вика овој што го фатија со петарди. Значи, од сега не прават будали поднаводници, пак вика тие подароци за внучињата. Како подарици тоа петарди? Ѓорче да, нека се јави некој Ѓорче да видите како беше. Мислиме како во Газа. Петардато петарда, човек да му е срав да излезе. Бидете поздравени, све најдобро. Се најдобро, бидете поздравени вие и секако благодарам и за вашето учество и во ова постпразнично издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Се најубаво, среќна нова година, многу здравје и многу убави нешта да ви донесе. Ја прв пат се јавувам вашата емисија, добив тие 2000 што ме следуела
и нешто позајмив и денеска извештај не добив на мојот телефон од Тутунска банка, дека сум добил дека има пуштено пензија од НЛБ банка, ствари. И би сакал гледачите, пошто не можам да излагам надвор секој ден, да ми кажа дали може, дали знаа дали од НЛБ банка е пуштена денеска пензија. Одлично, еве убава порака до сите оние кои што ја очекуваат пензијата секој момент. А како ја дочекавте еве новата година? Новата година така, пензионерски. Малце со едната керка што ми остана. Утрото отидов до гробишта на супругата и на постарата керка да им оставам цвеќе на гробот и така. И благодарам. Јас ви посакувам, се разбира, новата година од целата наша редакција да ви биде исполнета со најубави, најрадосни мигови по кои што ќе си ја паметите и секако најголемото богатство останува здравјето. Значи да ми бидете пред се сите здрави и живи. Еве добивме информација дека е пуштена пензијата, така да со нетрпение. Зашто ја немам известен на телефонот ми Чекај сега, пуштена или не? Нема пуштена е. Пуштена е, велат пуштена дека е. Па ќе видиме, еве останатите гледачи кои што се разбере очекуваат пензијата од оваа банка, еве нека му испратат порака и нека кажат гласно и јасно дали е пуштена или не е пуштена. Добро вечер, ако го имаме следниот гледач. Дали се слушаме? На 02-307-0005. Добро, јас сега полека, лека и веќе се навратам и до оние кои што се помлади, па секако верувам дека од сите генерации веќе ја следат црвена линија. Ке подсетиме кои се денешните прашања кои што ги поставуваме како црвена линија. Дали сметате, еве, лично дека за време на новогодишните празници се купува барем нешто што не ни треба? И дали ова година ви се чини некако дека и се претера со многу јадење, пиење, како и да не претеруваме кога велиме дека имаме поприлично доста гледачи, тоа ни е драго. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година и вам. И на вас среќна и на цела екипа Телма, на нашата телевизија и ваша телевизија и тебе, госпоđо Тинче. Благодарам многу, да ми бидете здрави и живи, тоа е најважно и да ви биде година полна радост. Година. Се најдобро беше и многу ви благодариме за минатогодишното. Добре дојде во вашата телевизија. Се најубаво да ви се случи во новата година, на сите и на вашите екипи тамо на Телма телевизија. Ви благодарам, имајте убав ден и убава година. Кажете ми сега дали добивте подароци, прво тоа да прашам. Па подароци, шат пата, ама има подароци. Еве, кој ви е најдраг подарок што го добивте за нова година? Па тие, лампиони за дечињата, за внучињата. Убаво. Значи и вие подарувавте? Да. Така. А еве што ќе им порачате на политичарите на самиот почеток на оваа година? Видите, помалку лаги, а повеќе вистински резултати. И малку беше доста од оваа влада и партии, треба некоја нова елита да дојде, која што помалку може да отуѓува средства. Ви благодарам, госпоѓа Тинче, имајте убав ден. Ја ви велам големо благодарам што и ви во ова издание денеска земавте учество. Продолжуваме секако со вас, остануваме, се разбира, отворени за сите оние кои што еве сака да споделат, дали сметаат дека можеби и премногу се јадеше и се пиеше, дали за време на новогодишните празници купуваме со парите кои што ги немаме, како што рече гледачот, работи кои што не ни се потребни. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте.
Не знам дали зборувате со мене, не знам за кого, како. Апсолутно зборувам со вас и ви посакувам најсреќна нова година. Добро вечер, исто и вас. Добро вечер. Само ви, јас не да коментирам многу овие ваши работи само што имате. Само сакам да прашам. Овие сега што ги дадоа парите за пензионерите за ова зона, едина категорија што не ја дадоа на социјално загрозени. Минимална гарантирана помош. И тие не ги ставија во тоа. Зашто тоа? Како може тоа? Ако не се тие загрозени, социјално загрозена категорија, не знам кои сте. Што ќе им порачате еве на политичарите на самиот старт на оваа година? Па јас ви кажам, еве, тоа ви кажам. Па да им кажам на политичарите, никој да си одат кај што одат, да си одат кај што треба и си прават и што сакаат. Тоа треба да продолжи така во новата година? А кој може да им спречи нешто? Добро, а што ќе им посакате на гледачите? На гледачите, јас се прашав убаво, дали има некоја резон, гарантирана минимална помош. Да, но еве какви желби имате да испратите порака до останатите гледачи, нели си посакуваме и здравје и среќа, и тоа ми е прашање. Оди, а вие излегувате по улица и гледате луѓето какви се, како изгледаат и што изгледаат. Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво, среќна нова година. Среќна и вас. Ке доживеам ли во 2024 да го слушнам овој глас во заврти на Телма? Ке се надевам. Се не можам да дам гаранција, знаеш, ама ке пробам среќата, ајде да не кршам матер. Може. Драго ке ни биде секако. Повелете. Ма проблем. Па види, еуфоријата стигна, парите се потрошија. Види се купуваше како да утре ќе има смак света, нешто такви работи. Зошто е тоа така според вас? Па не знам, ја мислам дека само кај нас е тој ментален склоп. Ама еве, како што гледам и по западот исто така, еден ден неработени као да е смак света. Одма купуваат, трпаат, ставаат. Што е проблемот, не знам. Да речеме, ајде, порано луѓето си идеа на гости, па се посетува, па ајде ќе купиш нешто вишак, да речеме, па ќе те нападнат некој, па ти ќе нападнеш некого. Ама сега нити те напаѓаат, нити напаѓаш. Само џабе вишак се купува пијачки, лапачки, да речеме, такви работи. Според вас, како се трошат парите што се немаат? Па да ти кажам искрено, овој месец секој се окарактеризиран како надолг месец у годината. Плюс има 31 ден, ама тие 31 ден некако тешки идат некако. Сега ќе дојде време за сметкиве, за струи, води, телевизии, таму телефони, чудеси. Како ќе се протера, не знам. Ќе тераме некако, ќе се бориме со петни жили, ќе се напрегнеме да направиме некоја пара екстра. На политичарите што ќе им порачаме? На политичарите ќе си остане тоа у мене што им помислувам. Значи, само не е убаво да знаеш. Поздрав. Поздрав. Благодарам многу и за учеството и верувам дека за многу кусо време со стартот на заврти на Телма повторно ќе се слушнеме. Како и да продолжуваме со вас. Постпразнично издание на Црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тинче. Добро вечер, да ви посакам среќна нова година. Убаво, девојче, и ја на сите во Телма сакам се најубаво да ви биде. Прво да имате здравје, знаеш што викат, сите носимо круни на главата, кад смо здрави. Има не знаемо да си го чуваме, а кад ни падне скруната, кад се разболимо, так го тражимо, али го нема. Така да ти кажем, Тинче, ја за овие, за пензионерите, нели што ги пушија тие 2000 пред нова година, дека има мала пензија, зема си ги тие 2000, купи се на унучињата, израдува се и они на мене, убаво си помина нова година, да даде Господ на сите убавиња, имам си унучиња, а сакам да ти кажем, денес кога отидам за пензијата, да земем да платим сметката струјата и пензијата не е пуштена у Стопанска банка. Во Стопанска банка ова, така?
Да, ич не улази, вика, не е пуштено, само излъжа, значи нема на лагата и на краđата са кратки ноги, значи толкова почнаа да лажат и онаа песна ќе си го поема, лажи, лажи, вере, значи стално не лажат, дай Боже да биде убаво у Македонија. Ајде малку да ве развеселим сега, да ви биде се најубаво, само да ти кажем, не ни личи што работат, не ни личи на како има душа народот толку да пати, ние со 40 години стаж пензионерите, место да ни го проубават тогаш животот. конкретно што ќе им порачате на Што да ни политичарите? порачам, да се освестат малци и доста са ни више тия пари, да се обрнат назад, да гледат малко за сиромаштијата. На што личи овој? Да се качуват плати, па стија плати како на некоја рана, знаеш, кад зарасте, па кад му сипаш јод. Тој направи. Што друго да ни порачамо? Ништо. Да ги нема. Поздрав, Тинчи, се наубаво. Благодарам. Секако драго ни е вас што ве има и сакаме да ве има и во текот на цела оваа 2024 година. Добро вечер. Добро вечер, Тинче. Баба Роска, срекна нова година. Да ми бидете здрави, срекни. Аме превари. И пак со нас. Срекна и на тебе и на цела Телма. Благодарам во името на цела Телма. Ама и да ме укрутиш и на тркалото, секогаш вртам. Па секако вие сте еден од ветераните и еден од најдобрите играчи, така ли е? Па да, секогаш вртам. Ама еднашка не сум те оставила да не вртам. Па многу врта да знаете. Гледано е. Што да кажем околу темата, прашувај ме, јас ќе ти одговарам. Еве, јас ќе ве прашам прво, дали сметате дека многу се потрошија пари кои што ги немаме? Па види, кој имал трошела, кој немал стилска рамења. Може некој ништо немало на маса. Дали подарувавте и дали вие, баба Роска, добивте подарок? Ја добив подарок од внуците. Што ви подарија внуците? Ми подарија поздрав и да ги гледам на теле. Не ми се дојдени да кажам ја вистината, ама ми на телефоните ќерка ми ги донесе и ги гледам. Значи, љубов ви подарија, така? Тоа е најубав подарок. Па така е. А подарокот што го добив одавна, вчера го испратив по ќерка ми да го дадат на Николина, најмалата. А баба Роска, што ќе им порачате на политичарите во оваа 2024? На политичарите фала и да ти кажам што сум добила поклон од нив. 1500 динара. По 500 динара на трите праунука пакетчиња. За мене нема. Така, благодарам многу, баба Роска, што се јавивте и секако така и ќе продолжиме со вас. Ке ни биде драго да ве има и во новата 2024 година во секој издание и на Црвена линија и секако во Заврти на Телма. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Срекна нова година, да сте ми здрави и живи. Новогодишни и божични празници, се најубаво и посакувам во животот да ве прати среќа. Големо благодарам во името на целата редакција. Дојде по тебе. Еуфоријата стимна, парите се потрошија, што не очекува во јануари. Во јануар што не очекува, да си ја пречекаме уште новата година, Василица, на 14. Ние знаеме дека јануар е најдолг месец, а најмногу празници има. Треба да си водиш рачун и да ти останат и за јануар, не сите за нова година да ги истрошиш. А како се трошат еве според вас пари кои што се немаат? Ти ги распоредиш. Ние тука у телевизијата си преработуваме и не доаѓаме за пари. Дали подаривте некому нешто, дали добивте подарок, еве да ни се пофалите? Подари. На некои блузи, на некои лампиони, градски, пришени. Кому му е поубаво, на тој што дарува или на тој што прима подароци? На тој што дарува. Мене ми е мерак да дарува. А што ќе им порачате на нашите политичари во новата година? На нашите политичари да би порачала да има повеќе, да се сплотат, да има обединување, а не разединување, да нема раздор во партиите. Така, големо благодарам и вам за јавувањето и секако останува жилбата да ова нова година ви остане запаметена само по најубави нешта. Добро вечер. Ало, добро вечер.
Одлично ве слушам и верувам дека вие мене, бидејќи сакам да ви честитам и вам среќна нова година и да ви посакам многу здравје и многу убави нешта. Среќна нова година на вас и да ви трае емисија многу долго. Благодарам заедно со сите вас. Па еве, дали се потрошија многу пари кои што ги немаме? Епа, вака да ви кажам, нема што да трошиме, зашто пензиите не ги дадоа прво. Така. Значи, ова е срамно што се случи со пензиите. Настопанска банка и претходна една гледачка кажа, не е пуштена пензијата, не знам у другите банки како е. Очекуваме информации за Тутулска, некој од гледачите еве да каже дали е пуштена. Да. Срамно е. Ова власт, значи, мора да ви кажам дека е епохално неспособна. Ова не сум го кажал јас, него најголемите пера на промотори на власта што беа. Ме слушате? Да, продолжете. Промотори на власта, тоа е Ордановски, да речеме, ја прогласи оваа власт епохално неспособна. Значи, овака, пошто анкетите кажуваат дека ВМРО ќе ги добие овие избори, за да не се мачат, да речеме, овие од опозицијата, апелирам до овој народ да гласа за ВМРО да има над 60 пратеници, за да се смени оваа епохална неспособна власт. А на сите политичари во земјава што ќе им посакат? Неисплаќањето на пензиите, искрено да ви кажам, као пензионер. Ајме, генерално на сите политичари во земјава што ќе им порачате? Би им порачал на тие што се на власт да не крадат толку. Така, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Ви посакувам веќе утре наутро да бидете пријатно изненадени со пристигнатата пензија, бидејќи гледам дека голем дел од гледачите токму тоа го посочуваат. Како и да продолжуваме со вас. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро, како и да е, сега малку еве се потрудивме на некој начин да дознаеме барем изминативе денови кои што всушност означуваат новогодишна празнична еуфорија и време кога се подарува и се добиваат подароци. Направени се едни истражувања каде што верувале или не, всушност тоалетната хартија, замислете, кремата за брчки и кромит биле меѓу најразочарувачките божикни подароци. Така да не рекле случајно колку луѓе толку чуда, па еве има и такви подароци. Кромит, пилешко за вегани, тоалетна хартија, дури инсекти. Се спомнати во годинешното испитување како најлошите подароци што луѓето велат дека некогаш ги добиле. При тоа секој четврти вели дека добил несакан божикен подарок минатата година. Поточно дури 24% од анкетираните луѓе добиле барем еден подарок што го оценуваат како непожелен или несоодветен. А најголем подарок за мене е кога имам гледач. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Среќна ви нова година. Телевизија Телма и поздрав на вас во телевизија Телма на сите, комплет. И благодарам многу. Без разлика на вера и националност. Сега ви кажа за пензија. Во НЛБ банка немаше стабајле пензија. Ви сте подрани после дали има, не знам, важно стабајле немаше пензија. Која банка, повторете уште еднаш? НЛБ, Тутулска. Тутулска, добро. Да. Стабајле немаше пред 8 сати. Ути на банкомат бев, немаше пари пуштено. И сега дали има денес, не знам. После. Важно немаше стабајле пари, немаше во НЛБ. НЛБ Тутулска. Така, гледач побара да добие информација. Благодарам барем што дадовте инфо дека до барем утринава кога сте провериле нема. Да, немаше стабајле, немаше пари. Според вас како, дали се трошат премногу пари што се немаат? Па јас да ти кажам, премногу потрошим. Зимам инвалидска пензија 12.000, немав ни денар за нова година. И па само имаше тука едни распачкувачи од лани, со ни си прскавме дома, си сваривме гравче, тоа јадевме, друго нема. За друго не знам, нема со што да се пофалам на политичарите, не знам што да им кажам, добро си ја гонат работа, добро си ги покачија платите. Ако јас може, што се фала толку многу се грижат за народот, со 9.500 може 2016-2017 да купам 43 кила сирење,
сега не буде 22 кила со ова иста пензија, што многу ни ја покача. И на политичаните, не знам, им корачал да дојде некој север, со се парламент да ги оде се во Сибир и Благодарам многу за јавувањето и што ја дадовте информацијата која што сега кој е побарана од еден од гледачите и најискрено ви посакувам веќе утре кога ќе се слушнеме во следното издание на Црвена линија. Пријатно да ми изненадите и да ми кажете дека на сметката ви е легната пензија. Тоа важи за гледачите кои што еве ни открија дека и на самиот почеток на новата 2024 година се уште не ја добиле својата пензија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Ви посакувам пред се среќна нова година. Се разбира да биде многу поразлична од останатите, односно да е исполнета со здравје и се што ви посакува душата. Благодарам, среќни на вас и на целата телевизија. Благодарам многу. Па што да кажам за политичарите? Што ќе им порачате вака на самиот почеток? Ништо, да не лажат веќе толку многу. А за пензиите што викавте, за тоа, нели со минимални пензии што сме, јас во четвртокот бев корисник на Халк банка сум. И јас рачунав, ајде на мојата пензија плюс 3000 треба да се разочарав тинче. Дури сега не ми се оди да видам дали се уште се дојдени. Срамота, затоа и тоа го кажав за политичарите. Па јас рачунав, ајде викам со пензијата и плюс тие 3000, ама ништо. Значи пензијата не е легната се уште? Пензијата во Халк ја зема тие, така, тие што се тие 3000. Дека сум со тие до 14.000, така да не се. И сега еве само да одам, дури ми е страх на банкоматот, пошто се изнервирав многу четвртокот. Па викам, ќе трошам пензијата дека има, па после ќе гледаме. Што ќе им порачате тогаш на политичарите на самиот почеток на годинава? Да не лажат инче, само тоа. Многу, ова е претерано лажење. Значи, срамота е. Значи, дури не ми личи на годините што го кажам овој збор. Искрено ви кажам. Јас самата себе не ми се допаѓа тоа што го кажувам. Јас во кој се веќе фази сум поминала од животот, ама ова е претерано веќе. Претерано. Сега сум пензионерка, гледам телевизија, така да... Така да, многу ни е драго пред себе што се вклучивте во ова издание на Црвена линија и вам ви посакувам, се разбира, следниот пат кога ќе проверите на банкоматот, каква е состојбата на сметката, се разбира да бидете најпријатно изненадена. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Среќна ви нова година, многу здравје и најубави нешта да донесе. И на вас. Па еве, да прашаме дали вам ви легна пензијата, ова гледачите го наметнаа некако како сериозен проблем со оглед на тоа што и во новата година на некој не им е стасана пензијата. Пензијата легна 2 дена пред нова година. Така. И веќе половина и повеќе отиде. Сега проблем. Што ќе им порачате на политичарите? На политичарите да се управлjaат паметот и да полетнат од има и други луѓе, не се само они. Како може тоа да живеат со 2000 евра, а ние со 150 евра, 200 евра? Како ќе ги распоредиме? Да ги се чуваме парите на почетите, пак нема да стигнат. Дали еве според вас се трошат и премногу пари за време на новогодишните празници? Зашто се трошат? Зашто е најнеопходно. Ово е некоја смоки, критка, некоја јаболка, крушка и тоа е. Дали добивте подарок од некого? Еве и тоа сакаме. Нема од кој да добијам подарок, немам никој, сам сум, како ќутук дома и така. Јас ви посакувам, значи, новата година најважно е здравјето, се разбира пред се и да ви биде година која што ќе ви биде исполнета и со подароци, секако да бидете обкружени со луѓе кои што многу ќе ви значат. А нас секако многу ни значи што сте дел од нашето семејство на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година, да ви донесе многу радости и многу здравје.
Ја прво ќе ви кажам дека ви посакувам многу здравје. И јас се сложувам, здравјето е најважно. Благодарам многу во името и на целата редакција. Па сега да ви кажам нешто. Толку години вртам, никако да ве добијам, а среќа било 2024. Каков убав старт на 2024 година. Ќе биде некој чудо, ќе биде пресврт. Новата година ја пречекавме во домашен амбиент, со сопругата, дома. Дали си доделивте подароци, да прашаме ето? Да, ти искрено кажам, ја не можам колку луѓе што си практикуваат. Добив, дадов, не. Финансиските могуćности тие се такви да не може да си тоа, еве сеј, као што слушам сите кажуваат дека пензии немат и немат. Ама тоа е тоа, се што да правиме. И вие не ја добивте пензијата? Не. Така. Не. Па тогаш што ќе им порачате на политичарите? На овие политичари ќе им порачам што побрзо. Ако е можно на убав и мирен начин да си заминат и више никој па да не дојде на власт. А тие што ќе дојде на власт, нека дебело размислат како понатамо со овој народ. Доста му е олажење од предавства, од уцени, од свашта. Тоа е не голема страмота. Ние пензионери како да сме деца мали, па ќе не. Големо благодарам за вашето јавување во Црвена линија и драго ми ете по толку многу обиди што еве на самиот почеток на оваа нова година станавте дел од оние кои што се дел од Црвена линија. Секако поздрав и најубави желби и до вашата сопруга со која што верувам гледате Црвена линија. Добро вечер. Среќна нова година. Најсрекна нова година. Многу здрави и многу желби исполнети. И вам исто, и на сите пријатели и непријатели, да им биде среќна и беречетна новата година. Големо благодарам во името на нашата редакција. Да. А сега за прашањето што не очекува во јануари, па се знае, како памтам ја, јануари е најдолгиот месец во годината. Тој трае колку една година? Многу едноставно. Повеќе празници, државни, православни, верски, така натаму, нека се на помош. Меѓутоа, ние како луѓе, ајде сега трпезата да не биде побогата, знаете? Да. Ама не вода сметка што ќе се случи до крајот на месецот. И нормално дека на крајот ќе останеме покуси. Јас само ќе кажам еден пример како сум воспитан. Мојата покојна мајка водеше сметка со парите од 1 до 31. Значи колку има, толку ги распределуваше да стигнат до 31. А за разлика од некој што до 15 шибај, а после тоа немам пари. Ме разбирате? Значи не е видно колку пари имате, се разбира дека е потребен одреден минимум. Меѓутоа, зависи како ги трошите. И милиардерот ако ги растури за неколку дена и тој ќе биде сиромас. Е сваѓате? Значи во секој случај што ќе им порачате на политичарите и тоа да прашаме? Молам? Што ќе им порачате на политичарите? Политичарите, памет у главу, вика Србинот. Дајте малце барем да ни биде поарна оваа од претходната. Благодарам многу и вам за јавувањето во ова постпразнично издание на Црвена линија и верували или не, времето се лета, па дојде и времето за реклами. Сега време да ви откријам колку и какви подароци добиле инстаграмџи. Повеќе ќе дознаеме дали добиле подароци. Значи, ве подсетувам, веќе во утрешната анкета можете да учествувате доколку не заследите на Инстаграм, но секако и оваа дискусија да ја пренесете на социјалните медиуми, Facebook, Twitter и профилот на Телма телевизија на Facebook. А на прашањето за Инстаграмџи добивте ли подарок за нова година? Да видиме колку што одговорија. Ајде уште еднаш, ова нешто еве. Резултатот е следен, драги мои, ќе биде изненадување што се однесува до подароци. Евеко. Ајде. Значи, да, добиле подароци 47%.
а не добиле подароци 53%, што значи тука горе-долу скоро е приближен резултатот, поделено некаде на пола на оние кои што да и не добиле подарок. Ние имаме што да доделуваме. За многу кусо време се знае во 2024 година ќе врти тркалото. А денес оглед на тоа што сме вторник ќе врти за нов велосипед. Се разбира и традицијата на изненадување од наша страна со зголемување на бројот на можности за освојување на главни награди ќе продолжи и во ова прво издание на Заврти на Тилма во новата 2024 година. И ја не би била Тина ако не ве подготвам, значи сега внимателно слушајте и забележете ги овие прашања, ќе ги имаме на квизот. Треба да се освојат главни награди. Ајде. На кое старо балканско кралство му пропаѓале племињата Сиропајони, Пајопли, Добери и Дерони? Кој е Спартак во истоимениот филм од 1960 година? Неговите иницијали се КД. Кој актер од поранешна Југославија има убиено најмногу германци на филм? Неговите иницијали се ВБЖ. И во која категорија се надпреварува боксер со тежина од 51 килограм? Точни одговори очекувам да бидат дадени во Заврти на Телма. Драги мои од Црвена линија, благодарам што бевте дел од ова постпразнично издание во новата 2024 година. И само чекам сите вие кои што ми се јавевте во Црвена линија, оваа убава енергија да ја пренесете и во Заврти на Телма, а јас да ви ги доделам сите награди кои што ги имаме за вас. Се гледаме.